Проширување на можностите на граѓаните да учествуваат во донесувањето одлуки во локалната заедница преку дигитална платформа е проектот на Фортеса Асани од Северна Македонија, презентиран неделава во Вашингтон. Таа била практикант во Њујорк 4 месеци, во рамки на програма на Стейт Департментот помогната од Дирекс. Вели дека има намера да го примени моделот во Тетово, незиниот роден град, откако ќе се врати дома. Моето истражување покажа дека Тетово се соочува со 3 главни проблеми: загаден воздух, менаџирање на отпадот и сообраќајот. Во партнерство со локалната самоуправа ќе се креира отворена, иновативна платформа преку која локалната заедница ќе предлага решенија за овие проблеми. Програмата Решенија за заедницата инволвира млади лидери од цел свет. Годинава покрај Асани своји проекти представија уште 75 млади лидери од 53 држави во светот. Сите се фокусирани на решенија на проблемите во заедниците од каде доаѓаат. Целта на мојот проект е подигнување на јавната свест за домашното насилство врз девојчињата адолесценти. Преку театарски представи ги раскажуваме нивните приказни, за да ја едуцираме нашата заедница, но и да им помогнеме на оние кои имаат ваков проблем да го надминат предизвикот. Малолетничките бракови се мошне присутни на Филипините. Затоа креиравме проект во чии рамки ќе ги едуцираме девојчињата за човечките права, репродуктивното здравје, но и за вештините кои што ќе им помогнат да бидат самостојни. Учесниците веруваат дека експертизата и сознанијата стекнати во САД ќе бидат вредни кога ќе се вратат во нивните држави. Искуството во САД беше одлична можност да се запознаам со невладини организации кои работат со лица со посебни потреби. Од тука креирав проект за радиоемисија која ќе биде наменета за лицата со посебни потреби, што ќе ги едуцира за нивните права. Целта на програмата не е само нудење решение на локални проблеми, туку и креирање мрежа на млади лидери од цел свет за полесно да разменуваат искуства за позитивни промени во нивните заедници.